Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 17 септември 2014 година. Вие ги гледате вестите на КТВ. Започнуваме со информациите од областа на сообраќајот. Почитувајте ги правилата затоа што тие се најважни за безбедност во сообраќајот. Денеска порача кавадаречката полиција до возачите. Се опоменуваат и казнуваат оние кои ги узурпираат местата каде што не смеат да се паркираат. Милица Младенова. Продолжуваат честите контроли на кавадаречката полиција, особено во пазарните денови од неделата. Почитувајте ги правилата, бидејќи се најважни за безбедноста во сообраќајот, им порача инспекторите за превенција на возачите со прекршоци. Првично се опоменува и казнува оние кои ги узурпираа местата каде не смеат да се паркираат. Полициски екипи делуваа низ центарот на градот, но ги имаше и низ раскрсниците од периферијата, пешачките премини, обележаните места за инвалидизирани лица, влезовите пред институциите и пристапните улици до стамбени објекти се места каде не смее да се паркира, апелираше полицијата за непочитувачите. Тоа се законски одредби кои мора да се почитуваат, бидејќи воспротивно казните се високи. Целта ни е првично да им укажеме на возачите, бидејќи безбедноста е на прво место, но доколку на ваквите превентивни акции затекнеме и случаи опоменувани по неколку пати, за нив следна е репресијата. Денеска опоменуваме и делиме покани за сообраќајни поуки, но за помалите прекршоци, за сторените прекршоци кои чинат глоба над 45 евра, без размислување следи репресија, оти ова се континуирани акции кои веќе треба да ја имаат подигнато свеста за сообраќајна култура кај возачите, ни рекоа инспекторите за превенција по сообраќај. Не само во пазарните денови, акциите ке ги има се почесто најавуваат од полицијата. Ред мора да има. Свесни сме дека нема доволно паркинг простор, но ако има дисциплина, постои решение, децидни се оттаму. Ваквите акции денеска наидоа и на поддршка од граѓаните, главно пешаците, на кои пак полицијата им забележа и укажа дека и за нив важат правилата, особено кога минуваат низ пешачки премин. Предност имаат да, но и за нив важат сигналните знаци за минување кои ги дава семафорот, укажаа униформираните полициски службеници. Вакви акции треба да има. Ги поздравуваме и се сложуваме дека правила си се правила и мора да се почитуваат, но апелираме до надлежните дека за да препознаеме пешачки премин, истиот мора да е барем обележан, ни рекоа дел од граѓаните кои побараа јасна слика на пешачките премини во градот. Акцијата што ја реализираше денеска кавадаречката полиција беше наменета за непрописно паркирање и по препорака на Министерството за внатрешни работи, согласно новиот проект за директни поплаки кои беа насочени од анонимни граѓани за непрописно паркирање. Беше документирана и со фотографии кои ќе се најдат на презентациите за сообраќајни поуки со цел да се укаже како не треба да се однесуваме во сообраќајот. Во Кавадарци се поставуваат нови сообраќајни знаци и табли со имења на улиците. Нови сообраќајни знаци се поставуваат во Кавадарци. Денеска на повеќе локации се поставуваа 81 табла со имиња на улици, 11 патоказни табли, 5 сверни огледала. Ќе бидат поставени вкупно 302 сообраќајни знаци, информираа денеска од локалната самоуправа. 2 сверни огледала се поставуваат на улицата Вардарска на спојот со соседните улици, едно кај Партизан, едно кај Портокалот и едно на спој со локалниот пат кон село Ресава со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп. Оваа активност е покриена со 600.000 денари, пари од општинскиот буџет, а изведуваче фирмата Вија Сигнал од Скопје. И ова е една од најголемите акции за поставување на вертикална сигнализација во градот, во вкупна вредност од над 600.000 денари. Овие денови во Кавадарци се поставуваат над 300 знаци и 5 сферични огледала. Ова е долгогодишно барање на граѓаните или иницијатива на некоја група на граѓани за сферичните огледала. Пред неколку години беше поставено како барање на граѓаните, посебно за оние улици каде што немаме доволна прегледност на тротоарите. И еве експериментално 2 сферични огледала поставивме минатата година, видовме дека држи место таа инвестиција. Оваа година уште 5 и ќе продолжиме со ваквиот интензитет.
Исто така, во договор со Агенцијата за патишта ни е дозволено да поставиме и поголеми знаци пред се на оние делови каде што го држи автопатот и каде што треба да се исклуче шоферот или возачот за кавадарци, и мислам дека сега во тој дел сме максимално обезбедени. Дури неодамна имавме една табла, голема табла, на која што покрај другите градови го пишува и кавадарци. Сега мислам дека не може да се сгреши, дека во кавадарци, дека од автопатот некој може да го пропушти излезот за кавадарци. Кампања за безбедност во сообраќајот започна и Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Се вклучуваат и автошколите за од почеток и возачите да ги всадат навиките за почитување на правилата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Сдруженијето на автошколи и возачи инструктори, како и самите инструктори се вклучуваат во кампањата на владата за подигнување на јавната свест за безбедност во сообраќајот, почитувај ги правилата, почитувај го животот. Секретарот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Љупчо Ставрески, вели дека заеднички со автошколите оцениле оти е добро да се вклучат во кампања и да се посвети поголемо внимание се со цел да бидат повеќе субјекти од безбедноста на сообраќајот вклучени и да имаат што е можно повеќе ефекти од истата, која засега има еден силен импулс, голема гласност и поддршка од сите граѓани на Македонија. Автошколите се место каде кандидатите за возачка дозвола ќе ги научат првите чекори, а еден од нив е и да го врзат појасот и да почнат да возат, како и да учат за опасностите од непочитување на правилата и прописите во безбедноста на сообраќајот, затоа што тие опасности значат сообраќајни незгоди со материјални штети, со големи последици и со смртни последици на учесниците во сообраќајот, потенцира Ставрески. Председателот на Сдруженијето на автошколи и возачи инструктори Апостоловски Јонче информира дека со задоволство ја поддржуваат кампањата која што поттикна од владата на Република Македонија и се вклучуваат во нејзина реализација за да дадат поттик да успее баш онаму каде што се произведуваат идните возачи. Кампањата која започна пред неколку дена најде на широка прифатеност, а централната порака е вози безбедно, вози со појас и се однесува на возачите на автомобили, камиони, автобуси, кои процентуално се најголемите учесници во сообраќајот. Преку истата се апелира и за почитување на правилата за некористење мобилен при возење и за почитување на ограничувањето на брзината според условите на патот. Владата ја организира кампањата во соработка со Министерствата за здравство и за внатрешни работи, а вклучени се јавни личности со влијание во областите. Континуирано според Организацијата на општинските совети за безбедност ќе ја има низ речиси сите градови во Македонија. И општина Велес во соработка со Вардарскиот плански регион подготвува стратегија за локален економски развој. Се очекува конечната верзија да биде готова за 2 месеци. Општина Велес прави план за развој на економијата во следните 5 години. Создавање на нови работни места преку отворање на мали и средни предпријатија, промоција на проектите за самовработување, развивање на индустриските зони. Ова се само дел од насоките за унапредување на локалниот економски развој. Со стратегијата се утврдуваат стратешките правци на развој, значи во оние сектори во економијата каде што имаме пропулзивност за развој. Во секој случај тоа ќе биде развој на претприемништвото и развој на иницијативи или поддршка од страна на општините за развој на мали и средни предпријатија, поддршка на женско претприемништво, поддршка на самовработувањето, бидејќи свесни сме дека и знаеме дека владата поддржува вакви програми нуди Агенцијата за вработување, нуди Министерството за економија, значи потребна е нивна поголема промоција од страна на општините до локалното население, со цел да се зголеми степенот на вработеност на населението, и секако рехабилитација на дел од индустријските капацитети и привлекување на нови странски инвестиции во слободните економски зони. Стратегијата за локален економски развој се подготвува во соработка со Вардарскиот плански регион. Освен Велес, планови за развој на економијата ќе добијат и останатите општини од регионот. Значи за 2 месеца очекувам да се завршат стратегиите и официјално општините да имат стратешки документ кој ќе го користат во наредниот петогодишен период. Инаку општините, како што знаете, издаваат
бројни документи врз основа на овие стратешки документи. Целта на работењето и постоењето на регионите, планските региони во Република Македонија, меѓу кои Вардарскиот плански регион е токму развивањето на локалната економија, значи локалниот економски развој. Ние денеска веќе почињаме првата фаза од тој сегмент за правење долгогодишна стратегија за локален економски развој, со тоа што нема да се работи само за Велес, но ќе се работи за сите 9 општини од Вардарскиот регион. Во документот за локален економски развој се вклучени и граѓаните, бизнис секторот, невладините. Денеска на заедничка средба се слушаа нивните предлози. Инаку општините и досега имаат стратешки документи за локалниот економски развој. Секако дека со новите стратегии ќе се инкорпорираат во плановите за развој на општините новите околности од опкружувањето, економското опкружување, социјалното опкружување, се она што во иднина можеме да го идентификуваме како можност со цел да се вгради во нивните планови за развој. За 2 индустријски зони во Неготина подготвивме техничка документација, значи целосна техничка документација. Од утре официјално почнуваме да подготвуваме, ќе бидете покаени програмата за развој на Вардарски плански регион за 5-годишниот период. Работивме со UNDP во делот на мрежата за инклузивен развој. Конечната верзија на стратегиите за локален економски развој општините ќе ги добијат за околу 2 месеца. Советот на општина Неготино вчера ја одржа 10-та воредна седница. Едногласно беа усвоени одлуките за изработка на урбанистичко-планска документација за изградба на резервоари за вода за пиење во селата Пепелиште и Тимјаник. Во насока на ублажување и решавање на проблемот со водоснабдувањето во општина Неготино, вчера попладне заседаваше Советот на општината. Советниците ја одржаа 10-та вонредна седница и едногласно без дискусии беа донесени одлуки за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на резервоари за вода во селата Пепелиште и Тимјаник. Советниците донесоа и решение за доделување на финансиска помош за поддршка на активностите во областа на спортот на ракометниот клуб Вардар од Неготино во износ од 30.000 денари. Председателот на Советот на општина Неготино Јордан Паунов рече дека оправданоста за вонредна седница е поради потребата од итно донесување на урбанистичко-планска документација. Советникот Тони Делков забележа дека досега Советот има одржано 10 вонредни, а само 6 редовни седници. Според него вчерашната седница наместо вонредна можело да биде редовна седница, бидејќи за месец септември Советот немал одржано редовна седница. Вчера градоначалникот на Кавадарци Александар Панов се врати од посета на градот Саратов, административен центар на најголемиот 2,5 милионски регион Ленин во Русија. Еве ја неговата изјава. Соработката со Саратов, кој што за нас представува еден мегаполис, бидејќи е град од над 900.000 жители, беше воспоставено од страна на нашата советничка група која што беше во Добрич и која што на таквата средба и на иницијативата беше возвратена од страна на руската делегација со нивна посета за Свети Трифун. Ова фактички е возврат на посетата на делегацијата од Саратов. Се работи за еден голем и индустријски и универзитетски центар, можеби еден од најголемите во Руската Федерација, во кој што има многу можности за соработка не само на културно поле, туку и на стопанско поле. Оставив посети со највисоките представници на регионот Ленин, каде што е главен град Саратов. Целиот регион е над 2,5 милиона жители и еден од побогатите во Русија. Има многу можности за соработка, останува во натамошниот период со регионалната стопанска комора и со бизнис секторот од Кавадарци да ги испитаме можностите за соработка, да можноста за пројавениот интерес на некои руски стопанственици да им направам линк до нашите министри за странски инвестиции, бидејќи се работи за гиганти, и да, најнапред, нели, секако Кавадарци, а потоа и сите други градови во Република Македонија да се надеваат на уште една руска инвестиција во Македонија. Инаку морам да ги искажам моите импресии од ваквата соработка. Навистина сме премали за да имаме некоја интензивна соработка со Саратов како град. Меѓутоа,
с недоволно респектирани од страна на руската држава и од рускиот народ, за да воспоставиме покрај културните и бизнис соработка, поготово во периодот кога и се закануваат поостри санкции на Русија од страна на Европската Унија. Мислам дека ова е вистинскиот момент и Кавадарци и Република Македонија да си го најде своето место на рускиот пазар покрај постоечкото кое што веќе го имаме во Москва и во Санкт Петербург. Да. Дали првично мислите дека виното и прехрамбените зеленчукот и овошјето можат да бидат првите производи кои ќе одат во Саратов? Па не само што ќе одат во Саратов, туку ќе имаме и многу голема научна помош, затоа што и факултетот и институтот за земјоделие се наоѓа токму во Саратов. Во Саратов има фабрики од авионската индустрија, за стакло, за кристал и уште многу други фабрики за кои што ние имаме потреба. Знаете дека во Кавадарци, во Македонија, па и на Балканот немаме една фабрика за стаклените шишиња, така што мора да се увезуваат од други места. Зошто да увезуваме кога можеме самите да ги произведуваме стаклените шишиња, кое што е и трајна определба на нашите винарски визби да полека наместо наливно продуцираат флаширано вино. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска по 6 пат доделува ваучери за новороденчиња во износ од 7.000 денари. Денеска во големата сала на општина Неготино градоначалникот Ванчо Апостолов свечено додели 34 ваучери во износ од 7.000 динари и приготни подароци за еднократна помош на новороденчиња родени во општина Неготино за месец јули и август. Овие парични средства се доделени врз основа на донесената одлука од страна на општина Неготино со цел за стимулирање на наталитетот во општината. Мерката за субвенционирање на новороденчињата во општина Неготино е донесена во месец септември минатата година и од тогаш па наваму општина Неготино ја приминува, за која градоначалникот Апостолов вели дека ќе помогне во зголемувањето на наталитетот во општина Неготино. Мерката, како што знаете, ја донесовме минатата година и еве сега навршуваме токму една година од имплементација на самата мерка. Тоа беше во август, памтам уште 31 август, по мој предлог, со одлука на Совет на општина Неготино, донесовме мерка да субвенционираме секое ново родено дете со 7.000 денари. И со таа мерка ќе продолжиме и во следниот период што предстои пред нас, со цел да се побројни бидат мерките од тој карактер, значи за зголемување на наталитетот, целта е зголемување на наталитетот во општина Неготино и во Република Македонија. За оваа година дена практикуваме на секои 2 месеца редовно на еден свечен чин да ги собериме сите родители на новородените дечиња, да им поделиме по еден ваучер, по еден пригоден поклон до сите новородени дечиња и според тоа сметам дека до сега околу 30 на секои 2 месеца или вкупната бројка е 183 ваучери дадени од општина Неготино до граѓаните, односно до родителите на новородените деца во општина Неготино. Од самата имплементација на оваа мерка имаме многу позитивни реакции, како од родителите на новородените деца, така и од сите граѓани на општина Неготино. Мислам дека влијае доста стимулативно на сите граѓани на општина Неготино, затоа ќе продолжиме со оваа мерка, нема тука да застанеме и гледам дека секогаш кога ќе ги повикаме, родителите доаѓаат и со задоволство присуствуваат на овој свечен чин. Инаку еднократната парична помош за новороденчиње се доделува по 6 пат како вид поддршка за новите родители, при што од донесувањето на мерката се доделени 183 ваучери, што во просек во општина Неготино се раѓаат од 15 до 20 нови дечиња. Финансиските средства за овој проект се обезбедени од буџетот на општина Неготино и следејќи ја политиката на владата на Република Македонија за зголемување на наталитетот, беше втора општина која донесе одлука за доделување на вакви ваучери за новороденчиња. Дел од присутните родители изразија јавна благодарност до градоначалникот Апостолов за доделените ваучери кои како и самите истакнаат дека добро им доаѓаат во овој период по добивањето на принова во семејство. Како стимулативно средство општината Неготино што ги доделува ваучерите од 7.000 денара и ние ка млади родители сме позитивно реагираме на сето тоа.
и стимулативно делување или 7.000 денара за самото дете, пак нешто че му се овозможи со тоа и самата општина што реагира на тие начини, или обезбедува 7.000 денара, се реновираат школи, се прави тоа, се улага у иднината на малите деца, кај што е најпотребно и самата општина влијае позитивно на тоа ние кај родители да се одлучиме дали второ, дали трето дете и наталитетот да оде у нагорна линија, да не е у опаѓање на сето тоа. На овој гест што е од општина Неготино гледаме позитивно, значи исто така реакцијата кај младите родители влијае позитивно. Мислам дека исто како што кажа градоначалникот, нема да застанат тука, значи ќе имат и други стимулативни средства. Општина Неготино ќе овозможи за да порасне наталитетот во општина Неготино. Општинската организација на Сојузот на борците од Неготино денеска ја одбележа 70 годишнината од загинувањето на Ефрем Фено Кулаков. Беше положено цвеќе на неговата биста. Пред спомен бистата поставена во детската градинка која го носи името на борецот од Неготино Ефрем Фемо Кулаков, кој загина 1944 година за време на народно-ослободителната борба, представници на Сојузот на борци од Неготино, пензионери, представници на Црвениот крст и дечињата од двата клона од детската градинка Фемо Кулаков, положувајќи свежо цвеќе и едноминутно молчење, одбележаа 70 годишнината од загинувањето на борецот. Представникот Сојузот на борците ги поздрави и им се заблагодари на сите кои присуствуваа на спомен одбележувањето на борецот, кој 1944 година загина на бојното поле за време на народно-ослободителната борба. Ги поздравувам и членовите и симпатизерите на Сојузот на борците од Неготино со една желба да ги продолжат традициите на ова организација, која што држава се створи токму во периодот од 41-45 година, да не се заборават овие сите загинати борци за слободата на оваа држава, која што денес и идните генерации ќе ја живеат. Пред присутните за животот и делото на Ефрем Фемо Кулаков говореше Перо Стефанов, председател на општинската организација на Сојузот на борци од Неготино. Се собравме денес овде пред бистата на патронот на детската градинка Ефрем Фемо Кулаков заеднички достојно да ја одбележиме 70 годишнината од неговото загинување и со почит и пиетет да се подсетиме на животниот, борбениот пат и загинувањето на младиот гимназијалец од Неготино. Ефрем Фемо Ристов Кулаков е роден во Неготино на 10 мај 1925 година. На 29 јули 1944 година со група од 43 симпатизери и активисти од Неготино, Фемо Кулаков заминал на Кожу планина. Таму станал борец на втората македонска ударна бригада. При формирањето на 10-та бригада, штабот на бригадата и имајќи ги предвид предходните активности на Фемо Кулаков во Неготино и Кавадарци, го назначува за заменик политички комисар и партијски раководител на чета. Фемо станал храбар борец и омилен раководител и учествувал во сите борбени акции на бригадата. По одбиениот напад на 9-та бригада на железничката станица во Неготино, германска борбена единица си упатила и своето дејствување го насочила кон веќе ослободеното Кавадарци. Борците на 10-та бригада зазеле одбранбени позиции на реонот меѓу Марена и Кавадарци. Се водела неравноправна борба со бројчано надмоćниот непријател. Во таа борба храбро загинал 19 годишниот гимназијалец, политички комесар и партијски раководител неготинецот Ефрем Фемо Кулаков на 17 септември 1944 година, значи на денешен ден. Загинал во цветот на својата младост, за слободата на својот народ и се вградил во темелите на таа слобода и идната слободна татковина. Населението од овој крај, во знак на благодарност и почит кон него, ја именува
со неговото име детската градинка во која се воспитуваат младите генерации. По завршувањето на формалниот дел од свеченоста, децата со песничка игра им се заблагодарија на присутните, но и на својот патрон и ги поканија да ја разгледаат градинката во која го поминуваат поголемиот дел од своето време каде учат и се забавуваат. Со низа активности, Сдруженијето на пензионерите на Кавадарци годинава го одбележува 20 септември, денот на пензионерите. Празникот за македонските пензионери започна денеска со манифестацијата Пензионерите пеат. Со традиционалната културна манифестација Пензионерите пеат денеска во Кавадарци, Сдруженијето на пензионери ги започна активностите со кои годинава ќе биде одбележан 20 септември, денот на македонските пензионери. Кавадарци беше домакин на повеќе здруженија на пензионери со кои досега успешно соработува, а во Домот на културата Иван Мазов Климе песната на пензионерите ја слушаше публиката која знае да ги поздрави активностите на луѓето од третата доба што знаат доста паметно да ја потрошат енергијата и слободното време. Дека 20 септември ќе се одбележува достојно со неколку активности во изјава за КТВ потврдува и председателот на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци Ристо Анѓушев. Тој во изјавата го потенцираше и реализираното до сега, средбите надвор од границите на Македонија, но одговори и колку македонскиот пензионер ужива во својата пензија. Ние сме задоволни, а тоа ќе го кажат и наши членови пензионери од работата на Сдруженијето. И ние оваа година, како што рековте, традиционално го славиме нашиот ден, 20 септември, денот на пензионерите. Денеска имаме манифестација Пензионерите пеат, во која се вклучени Сдруженијата на пензионери од Вардарскиот регион и од Пелагонија. Прилеп и Битола се гости и Кочани као Кочани ние збратимено здружение и имаме братски односи со нив, така да на секоја прослава се знае, најблиските мора да бидат и они на прославата. Ние ова година планираме покрај денешното одбележување, утре планираме по повод исто за 20 септември да организираме во клубот 2 доле во кругот на старата болница. И користам ова прилика да ги поканам сите пензионери од нашата општина да дојдат утре, че имаме во 18 часот поетско-музичка манифестација на која ќе настапе нашата пеачка група и пензионерите поети ќе читаат своји творби. Така да тоа ќе биде во клубот 2 во кругот на старата болница и секој пензионер има право на една пијачка бесплатно во чест на денот на пензионерите. Овие години ја раздвижиме организацијата и нашите членови. Скоро ги посетим скоро сите места во Македонија, така да луѓе што пројавија интерес да патуват и надвор од земјата. Така да ова година беа во посета на Бугарија, на Грција, на Албанија, на Србија. А оваа година па за прв пат организиравме за нашите пензионери одмор на Јадранско море во Драч. Така да имаше 3 групи кои што отидоа на одмор на Јадранско море со една примамлива цена, една цена достојна за пензионери што може се дозволат. 7 полни пансиона, 8 дена таму, превоз од тука до таму и назад за 125 евра. Така да нашите пензионери се многу задоволни и секогаш пројавуваат интерес да се патува надвор и да се може да се движат. Ние старите луѓе од трето доба немаме место кафана овде кај да се движиме и кај да одиме. Ние сме дома со внуците, а ова ни е како еден вентил за полесно, порелаксирано старење на луѓето и малку една одишка си даваме со овие екскурзии, со овие активности. Пензионерите се задоволни, уживаат во ова пензија. Мене ми е жал што денеска не се тука и пензионерите од Велес, нашата пеачка група, али за тоа ќе проговориме во студиот и треба да го елаборираме пошироко тоа. Жал ме зашто ние немаме такмичарски дух. Ова е едно дружење, едно збратимување, пријателски дружење и така. Така да жалам што тие не се тука. Ризница од македонски изворни песни отпееа пензионерите на сцената при Домот на културата. Секоја група со по неколку песни, главно карактеристични за родниот крај, ја збогати манифестацијата Пензионерите пеат и понуди на публиката двочасовен заборав на проблемите од секојдневието.
Измените на Законот за социјална заштита донесоа новини во делот на остварувањето на правото на нега на трето лице, правото за мобилност, слепило и глувост. За сите овие новини информира директорката на Центарот за социјални работи Кавадарци Вања Поп-Динова. Досегашната практика или наше постапување како што беше стручно во делот на целокупната документација, медицинската документација со која што се докажува болеста, беше утврдена од страна на комисија, дали во Штип или во Скопје или во Битола. Имаме изменување со законот, значи сега одиме на задолжителни конзулијарни мислења, како и специјалистички извести и последни отпусни листи. Значи медицинската документација не само обичен документ за дијагнозата од страна на лекар специјалист или масичен лекар со која што врз основа на која што би барале право на нега од трето лице, значи задолжително мораме да имаме и конзулијарно мислење за докажување и утврдување на дијагнозите, како и специјалистички извештаи и отпусни листи. Значи законот во овој дел настанува е поригорозен и ја би сакала, значи се со цел за поквалитетно и основано остварување на ова право, поефикасно остварување на правото на него од трето лице, за да не дојде до било какви злоупотреби од страна на како од лекарите специјалисти кои што ги препорачуваат остварувањето на ова право или било кој службеник па и одговорно лице од страна на центрите. Исто така настана и други промени, ригорозни промени во Закон за социјална заштита и навистина сакам граѓаните да најдат на разбирање, бидејќи ние веќе во центрите најдуваме со проблеми со нивно негодување, нивно несогласување, меѓутоа знаеме дека сите треба да работиме, да живееме и да функционираме во рамките на законот, да го почитуваме законот. Така да сите граѓани или корисници од социјална парична помош или било кое друго право во Центарот за социјални работи, а го стекнале неосновано, должни се, значи кај нас и тоа е во тек, и таа акција е во тек, дека се должни да ги вратат на неосновано примените парични средства. Бидејќи во спротивно, доколку не ги вратат, ние ги имаме кои се во евиденција, имаме спогодби склучено, значи имаме постапки, меѓутоа тие се согласиле непосредно да ги вратат средствата со невозоснова непосредна спогодба, без поведување на постапка, меѓутоа ја склучиле спогодбата и повторно веќе не се повратени, дел се ги исплаќат своите долгови, дел ги вратиле, но има дели кои што уопште не отпочнаа со враќање на така неоснованите парични средства примено, па така да сугерирам, исто така ги известувам граѓаните сериозно да се сватат својата обврска и да дојдат во центрите да продолжиме со враќањето на така неосновано исплатените средства. Спортски реквизити за детско игралиште во Пустец, Република Албанија донираше општина Росуман. Продолжува успешната соработка на општина Росуман со Пустец, Република Албанија, неколку посети, работни средби и планови за заеднички проекти вродија со плоти придонесоа од Росуман синоќа да замени и првата донација за најмладите жители на Пустец. Од таму власта посочила дека она што недостасува во Пустец се токму спортските реквизити за детското игралиште кое е изградено, но за жал се уште ги чека елементите за забава и рекреација. На ваквото барање по волја на локалната самоуправа и со едногласна одлука на Советот, Росуман синоќа го испрати првиот камион кој ќе ги израдува децата од Пустец. Со нашата донација првично дечињата македонци жители на Пустец ќе се рекреираат и ќе зборуваат за своите корени Македонија, која ете не заборава на нив, велат од локалната самоуправа во Росуман и потенцираат дека соработката со Пустец се зацврстува и ќе следуваат уште многу донации и заеднички проекти. Со оваа донација во повеќе наменското игралиште во Пустец монтирани ќе бидат забавни елементи, лулашки и неколку спортски реквизити. Времето утре предпладне ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд. Температурата ќе се движи до 28 степен. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатни минути со програмските содржини на КТВ.